Владата преговара со 5 до 6 потенцијални инвеститори за изградба на дата центри во Македонија. Премиерот Мицкоски вели дека немаат намера да отстапат од овие проекти ниту милиметар. Не се прави ништо тајно, а во моментот кога ќе биде постигнат договор за нивна изградба, граѓаните ќе бидат информирани. Премиерот денеска одговори на бројните обвинувања на опозицијата. Нема да навлегувам во суштината, бидејќи мислам дека не заслужуваат суштински одговор на техничко ниво, бидејќи манифестираат тотално непознавање. Замислете да не е вештачката интелигенција или податочните центри или дата центрите, како би изгледал денеска бруто домашниот производ, да речеме, на Соединените американски држави. Зарем Nvidia, Amazon, SpaceX, OpenAI, мултинационални глобални компании, чии што брендови тежат трилиони или јадници милиарди, би постоеле денеска ако на било каков начин тие ги доведуваат квалитетот на животот на граѓаните под знак прашање. Така што апсолутно остануваме на таа стратегија како влада. Претходно од СДСМ обвинија дека владата крие дека преговара за изградба на дата центри. Според опозицијата, власта за сопствен профит ја форсира изградбата на дата центри, а со тоа во ризик ги става водата, струјата и земјоделието. Освен во Пехчево, веќе објавивме дека компанија соопштила јавно дека за дата центри во Македонија добила капацитет на струја од 100 мегавати и директен пристап до реката Вардар за ладење од страна на владата. За ова владата нема ништо соопштено. Се прават дилови за профити, додека се крие од јавноста какви обврски се превземаат и како овие проекти ќе влијаат врз природните енергетските ресурси во државата и земјоделството. Овие дата центри трошат огромен капацитет на струја. Поради тоа што струјата ќе се троши повеќе, ќе има поголем увоз од странство. А сите знаеме кој профитира од зголемениот увоз на струја. Што ќе значи ваквата потрошувачка за цената на струјата за граѓаните? Колку ќе ги чини? Кој гарантира дека граѓаните нема да плаќаат повисока цена за струјата, за некој друг да прави огромни профити? Откако пред 2 дена Советот на општина Пехчево со поддршка од сите 9 советници ја отфрли иницијативата за изградба на дата центар во градот, премиерот Мицкоски денеска вели дека иницијативата била приватна, а не државна. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.